91 милион евра европски пари може да отидат во неврат по замрзнувањето на парите од ИПАР 3 програмата. Од Министерството за финансии реагира веднаш со писмено соопштение. Приоритет на службите на Министерството за финансии е да се осигура регуларност и легалност на процесот и во најкусможен рок да се одблокира процесот без да предизвика штета на корисниците, како и на угледот на самата програма и на државата во целина. Во текст се дополнителни проверки од страна на Министерството за финансии во процесите на работа на агенцијата со цел да се утврди регуларноста на истите и да се добие увереност дека може да се продолжи со исплата на договорите, а тоа би значило и повлекување времената одлука за прекин на исплата на плаќања од страна на националните структури. Стои во соопштението од Министерството за финансии. Од Руралната коалиција велат дека ова е процес што ќе земе повеќе време. До сега исплатени се 400.000 евра на 15 корисници, а 560 договори чекаат реализација. Мислам дека пред се треба и да почекаме одреден временски период, да видиме како ќе се одвиваат понатаму работите, затоа што имавме можност да слушнеме дека станува збор во моментов за тие кои што чекаат исплата, дека станува збор за некаде околу 400.000 евра, што со оглед на колкава е самата програма и не е некој голем износ, така да во моментов се тие како најзагрозени. А додека пак околу 560 договори сега веќе согласно податоците кои што се од Министерството за финансии, се подпишани, меѓутоа нели нивниот период за реализација почнува до прва, каков ќе биде нивниот статус и со така ќе треба да се види во следниот период, иако морам да споменам дека ваквите договори и самата реализација на ИПАР инвестициите трае и подолг временски период, односно трае од 2 до 3 години. Причина зошто е потребен подолг временски период за стабилизирање на состојбата, Јоноска објаснува. Се очекува доколку Европската комисија започне истрага, тогаш таа веќе би траела некаде околу 2 до 3 години, што веќе ги става под знак прашање реализацијата на инвестициите, исплатата и така натака. Меѓутоа, овој период, баре првично, можеби 6-месечен период, мислам дека ќе треба да почекаме да видиме како ќе се одвиваат натаму работите. Ресорното министерство според Јоноска има решение како да се надмине проблемот со замрзнување на европските пари. Има самото Министерство за земјоделство во рамките на програмите, посебно на програмата за рурален развој, има и посебен гарантен фонд, има резервен фонд, па можеби и ќе се активираат дел од тие фондови доколку овој процес се одолжи, па се чека понатаму да се види како и ќе се заврши. ИПАР 3 програмата трае 5 година, но низината целосна реализација планирана до 2027 година станува се по неизвестна.